Слободни избори, криминалците зад решетки е мотото на првиот протест во Струмица, кој е знак на револт кон одлуката на председателот Иванов за аболиција на политичарите и нивните соработници. Граѓанските организации кои го организираа протестот побараа оставка од Иванов, нарекувајќи го политичка кукла која 10 години молчела во вилата на Водно и токму затоа му одадоа едноминутно молчење. Кажавме дека и во Струмица има свесни граѓани и граѓанки со кои заедно можеме да испратиме пораката дека ни е доста од овој режим и дека се додека не одговара пред луѓето одговорни за носење на законите во нашата држава, нема смисла да глумиме држава и всушност време е за оставка како што и довикуваат нашите граѓани. Протестот се одржа пред реконструираната зграда на старата полиција, бидејќи според протестирачите, новата барокна фасада е символ на сиот невкус и на разумното трошење, кои изминативе 10 години го одбележаа владеењето на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ. А зашто е сета борба? Па јасно е, тој председател тие едноставно го бранат затоа што народот се уште доволно јасно не го рекол тоа. Ако треба некоја песимистичка порака да донесам од протестантите од Скопје, да, тивка радост веќе тлее кај граѓаните, меѓутоа битна е и масовноста, битно е партиските членови кои се присутни на протестите, овој пат чекор назад. Бидејќи не ни е добро на нас. Не може криминалци да аболицирате. И јас ако направам грешка и мен нек ме затворат. А не сакам. И брат ми ако направи нек го обесат. Не може некој да силува и да го ослободат. Не може тоа. Или открадел милиарди пари и да го ослободат. Не може, нека си одговара. Протести во Струмица ќе има и во наредните денови.